Комисија за јавни и комунални дејности имаме две точки на дневен ред. Првата е одлука за враќање на функција на шинтерска служба во рамките на ЈП Комуналец Битола и втората е иницијатива до ЈПП ЈЛП за изготвување на проект за 50 хуманитарни паркинг места во општина Битола. Првата точка е одлука за враќање во функција на шинтерска служба во рамките на ЈП Комуналец Битола. Тука го имаме представник директорот на јавното претпријатие Комуналец и предлагачот прво ќе го повикам да образложи оваа точка, што значи оваа одлука и подоцна ќе го повикаме директорот да ни објасни кои се нивните технички можности. Благодарам. Повели. Благодарам, председателе. Значи, ова одлука е предложена од советничката група на СДСМ и коалицијата и бараме да се со оваа одлука се врати во функција шинтерската служба на јавното претпријатие Комуналец, која што престана со работа негде во март минатата година, а не во 2016. И истото го бараме, бидејќи сведоци сме на секои дневни немили настани од каснување на куќиња на граѓаните на Битола, а сега во летниот период и на туристите, и на странците. Така да сметаме дека кога беше во функција барем шинтерската служба, немавме вакви алармантни ситуации во однос на зголемениот број на бездомни куќиња по улиците и мислиме дека во овај се надеваме дека ќе биде многу пократок отколку досегашното обеќано ставање во функција на стационарот за куќиња време. Значи додека да почне да работи стационарот, да се стави во функција шинтерската служба. Уште еднаш ќе напоменам, додека шинтерската служба беше во функција и бројот на куќињата не беше во толкав голем обем и за волја на вистината немавме ни пријавени граѓани кои што се каснати од истите. Ви благодарам. Во ред, ви благодарам. Директорот е тука на јавното претпријатие Комуналец Горан Степановски. Еве, директоре, кажете ни нас тука и на јавноста зошто шинтерската служба не е во функција и дали е во функција и кој ви одзеде надлежност? Благодарам. Здраво на сите. Вака сега со превземањето на функција на ВД директор на јавното претпријатие, јас наследив ситуација каде што шинтерската служба не беше во функцијата, е одземена пред моето доаѓање. Сега околу тоа кој што сватив барате да се додели повторно на јавното претпријатие да ја активира шинтерската служба, така? Значи, таја беше со неја раководеше јавното претпријатие Комуналец и да биде постаро, да се врати нејзиното функционирање. Кој ви одзеде надлежноста? Советот на општина Битола. Советот на општина Битола ви одзеде? Сигурен сте? Во моментот ние законски немаме можност да ја работиме шинтерската служба, правим заради тоа што општина Битола веќе е во една напредна фаза на изработка, односно на изведба на прифатилиштето и добивање на лиценца за работење на тоа прифатилиште од една страна, од друга страна јавното претпријатие Комуналец веќе се одземени возилото е одземено за работење на шинтерската служба и немаме во моментот работници. Тоа е, мислам, еден подолг процес кој што во моментот вака сега денес донесен дека ние нема да можеме да се прилагодиме. А од уназад кога е одземено, са точно датум не можам да кажам кога е одземено правото на користење на шинтерската служба на јавното претпријатие Комуналец. Советот на општина Битола не одзема надлежност на не можам точно да потврдам, бидејќи малце, како да речам, сум затечен во ситуацијата, морам доколку сакате нахнадно да ве известам точно датум кога е одземена, пошто пред нецели 2 часа ми известија дека треба да дојдам со целосни информации за состојбата, за да кажам со точност
не стигнав да соберам доволно информации, бидејќи не бев информиран точно што ќе се разговара на оваа комисија. Доколку сакате некои дополнителни, кога, на кој датум, кои информации ги сакате, можам да ви ги обезбедам, меѓутоа сега во моментот не можам точно да ви кажам. Добро, дополнителни прашања дали има? Повелете. Директоре, значи возилото Citroen Nemo, мнозинството гласаше од комуналец на претходната директорка, морам да напомнам, значи беше тоа барање. Возилото за заловување на кучиња Citroen Nemo, мнозинството донесе одлука да премине од комуналец на општина Битола да се даде на користење. Ние овде имавме дискусии дека не е тоа така да се заловува било кој не може. Значи ќе си проверите за таа седница. Па го кажав дека ни одземено возилото. Го дадовте на користење, значи никој не ви го... Вие се ослободивте од возилото. Се ослободивте од возилото. Тоа ми е, значи, ќе проверите, негде тоа беше во ноември, мислам дека на таа седница, 2022. Толку сега за сега. Дополнителни прашања дали има? Добро, ако нема повеле Кети. Јас сакам едно прашање на директорот да му поставам. Што ако сега точката се изгласа, значи советот одлучи дека оваа шинтерска служба е неопходна, на пример, дали сте во можност да се подготвите возило, на пример, општината да донира да дај некој ако има, а вие луѓето да ги подготвите, дали таа ако се изгласа дека пошто шинтерската служба се гледа дека е неопходна на градот, дали во најкраток можен рок или во некое време би можеле вие да се подготвите? Ете со работници. Сега вака со рокови точно доколку изгласа советот за колку време не можам да кажам дали би можеле или не, меѓутоа во моментот општината работи на прифатилиштето и веќе е во процес на добивање на лиценца. Таму е сега, не знам, пак ќе речам сега рокови да кажам дека за толку ние дали би можем, во моментот ние персонал немаме за да го работиме тоа. Први, треба да има соодветни лица кои ќе го работат тоа. Лицата кои го работеле од за тоа, пример се во моментот се во пензија. Добро, дополнителни прашања повеле. Помошникот на Шинтерот, кај го имате прераспределено? Тој не ви е пенсија. Тој што работеше помошник Шинтер. Бранко замина пензија, другиот, знаете кај ви е прераспределен? Морам да проверам вака се точно. Еве ќе ви кажам. Не се мачете, Ѓубреџија. Ѓубреџија го имате прераспределено. А вие сметате дека помошник на Шинтерот може да ја работи работата на... Пак е работел години, зашто па сега да не може? Добро, доколку сметате дека тој може да работи? Тој години работел тоа. И што е сега проблем? Пак да се врати на старото работно место. Не е тоа проблем. А во меѓувреме да обучи други. Дејност дали имате директора вие да вршите ова шинтерска служба? Немаме лиценца за да вршиме ова работа. Значи да го вратите овој помошнико не можете. Не можеме, да. И да го вратиме помошнико, да имаме, немаме ние лиценца, да. Во ред ние луѓето ќе имаме... Значи законска можност не постои, вие... Ние во моментот не можеме, наједноставно во моментот ова не можеме да го работиме, во моментот. Оти ви одземена лиценцата. Точно. Добро, јасно. Повелете. Значи, ние бараме Советот да изгласа одлука да се стави повторно во функција шинтерската служба. Шинтерската служба е укината во март 2022 година со бегањето во пензија, со одењето во пензија на, ај така да го наречиме, главниот шинтер, распределбата на помошник шинтерот на ново работно место и битолски кажано оттарасувањето од возилото за кое што го користеа шинтерската служба и таа одлука ние ја изгласавме овде. Значи потаму
нека си ги превземи сите потребни активности јавното предпријатие Комуналец и Шинтерската служба да се врати во функција. Очигледно од стационарот нема ништо во догледно време. Ви благодарам. Повели Грки. Благодарам. Сметам дека ние како советници имаме одговорност тука пред граѓаните за што сме избрани, меѓутоа имаме одговорност и пред законите. И би ја прашал колешката предлагач на оваа одлука врз основа на кој закон, на кој член, од кој закон, кое законско решение се повикувате Советот да изгласа ваква одлука. И кои се идните чекори и што би се случило. Значи, кој ви е законскиот основ? Колега Ѓурги, очигледно дека наместо да бидете правник, сакавте да бидете универзитетски професор по право, па овде цел ден не испитвате по кои члени и по кои закони. Ние имаме право, како советници, да побараме се за доброто на градот. А надлежните, како што е општината, како што се менаџерите во јавните предпријатија и останатите по институциите, ќе си го одберат законот, бидејќи имаат правни служби, по кои што треба да ги задоволат потребите на граѓаните. И ќе ве молам, барем денес, после сите работи, да си ја скратите иронијата и вистина да почнете да мислите на битолчани. Очигледно, цел ден мислите само како да се извадите од калта. Ви благодарам. Може? Повели Грки. Значи нема никаква кал, нема што да се вадиме. Ве прашав за законската надлежност на Советот. И точно ве прашав, се знаат кои се надлежностите на Советот на општина Битола. Надлежности по закон има Советот на општина Битола. Значи ќе донесите одлука, условено, доколку оваа одлука се донеси, треба јавното предпријатие Комуналец после обратно да работи. Значи, ќе го прашам директорот, дали има систематизирани работни места? Дали има во актот за внатрешна организација на предпријатието оделение за шинтерска служба? Значи, прво треба измена на тие акти. Подоцна изгледа ќе треба измена на статутот. Дејноста. Значи, подоцна се носат овие одлуки. Да, сум за ова, ама кои се законските надлежности? Не можеме ние сега тука вие да донесите одлука и неколку иницијативи ви се такви денес, без законски основ. Значи, кажете, врз основа на овој член од овој закон, оваа надлежност произлегува е надлежност на Советот и ние носиме ваква одлука. А не само не со некои дневно и ситни политички овде поени да добивате и да ги ставате пред свршен чин овде сите. Толку. Да му одговорам? Менде прв се јави за Ма ме збор. прозива. Добро, ајде. Пред. Значи, кога зборуваме за дневно политички поени, колега, ако вие лузните мои што ги имам по рацете, касната од куче, ги рачунате за дневно политички поени, тогаш треба да се срамите што седите овде. И на еден куп граѓани низ градот. И овде не е прашањето кој колку го познаваме правото. Овде е прашањето како да ги заштитиме граѓаните. Ама очигледно, се вие денес наум, само то не вие. И во минатиот период од година и кусуро, од кога имате локалната власт. Затоа уште еднаш ќе повторам. Бараме да се донеси одлука на Совет, каде што ќе се стави Шинтерската служба во функција. Таја функционираше. На кој и како начин, тоа ќе си го направат во јавното предпријатие, има таму правници, а вие како многу добар правник исто можете да му поможете. Така да, тука ние застануваме. Бараме да се заштитат граѓаните. Очигледно, по трет пат повторувам денес, од стационарот нема С. То ќе видиме. Живи били па видели. Така Пред да е. 10 месеци беше најавен помпезно овде. 10 месеци поминаја.
Зато Боже здравие да го има. Ама до тогаш на некој начин мора да се заштитиме. И ние, и граѓаните. Граѓаните пред се. Очигледно за нив многу не ви е гајлево. Ви благодарам. Повели Еменде? Да, бе, да стане. Благодарам за дадениот збор. Значи, мислам дека немаме потреба од никакви обвинувања, никакви фрлања на сомнежи во законитоста и во никакво правдање на одлуките. Дејноста јавното предпријатие Комуналец доскоро очигледно дека ја обавува. Да измислуваме топла вода. Кога некоја дејност во случајот швичарска служба ја обавувала јавното предпријатие Комуналец, мислам дека можеме многу брзо да ја регенерираме и вратиме во живот. Тоа не го предлагаме ние како конечно решение за решавање на проблемот со скочината скитници, туку ние го предлагаме како превенција со проблемот кој се среќаваат нашите граѓани во моментот. Доколку ние денес бидеме свесни и совесни и ја изгласаме ова одлука, и ова одлука, а не сомневам дека таа ќе помени, и ова одлука стигне до јавното предпријатие Комуналец, јас верувам во капацитетите на јавното предпријатие, дека можат да дојдат тука на некоја наредна седница и да кажат за оваа работа ние да извршуваме, потребни се такви одлуки. Сите ние знаеме тука дека за 20 на дена максимум ќе имаме седница на совет повторно, во која ќе можеме да ги поминиме сите тие одлуки, да го вратиме назад во зилото кое сме го дале, не знам каде, да ги прошириме, односно дајме тие простори систематизации за вработување на вакви или такви луѓе, според нивните карактеристики кои требаат, и час поскоро да вратиме шинтерската служба заради две работи. Првата работа, да помогнеме во проблемот со кој се наоѓа општина Битола, да почни покрај службата која ги заловува кучината и шинтерската служба да ги заловува, значи мислам дека кога двајца работат на една проблематика побрзо ќе биде решен истеда, се до моментот кога ние ќе утврдиме дека таа не е потребна кога ќе го изградиме стационарот. Со сегашна динамика кога се гради стационарот, очигледно дека долго време го чекаме, а долго време е тој истиот најавуван. А не можеме да веруваме дека тоа, викам, не веруваме, туку не можеме да не веруваме дека тоа ќе се случи за брзо. Видовме во документите кои се испратени за ребалансот дека се намалува сериозно ставката за стационарот. Дај Боже тој утре да се случи и дај Боже ние утре да свикаме итна седница на совет во која ќе вратиме средствата и стационарот ќе ја сечиме лентата на стационарот. Меѓутоа сметаме ние дека ова е неопходна ситуација во која треба да превенираме преку јавното предпријатие Комуналец. Ако то не може да го направи Комуналец, кажете преку кое предпријатие. Ако мислите дека вие како правник колега не можете да го направиме преку Комуналец, кажете како. Ајде, ако сте над нас, ако сте попаметни, ако поќе го владеете правото и законите, кажете како. А немој да велите не може. Ако рекош да нешто не може, кажи како може. Бидејќи очигледно дека до минатата година можело, значи и сега може. Само треба волја, цврста волја и малце труд и напори и сите да се соединиме во оваа намера и да му помогнеме на директорот. Како? Ние да изгласаме одлуката, тој да врати до нас, треба систематизација, треба возило, треба ова, треба она и ние треба да го сервисираме како совет со тие работи. И од кој ќе го сервисираме, тој да почне да си работи. Со ова нема да го решиме проблемот, ама ќе превенираме. И затоа мислам дека сите дискусии кои ќе продолжат понатаму од ваша страна, ако не ретирирате назад, одат во погрешна насока и на штета на граѓаните. Одважете се и сватете ја добрата намера дека навистина треба да превенираме во овој правец во овој момент. Благодарам. Ти благодарам, колега. Повели, Георги. Кратко само, колега. Јас не реков дека не може. Реков дека ги ставаме пред свршен чин со оваа одлука и кога условено би се вратил назад процесот, што сега и вие изгледа сте свесни дека може да се случи, тогаш пак се остава простор за политика. Значи не е моментот да правиме политика и поени на оваа тема. Не правам јас. Значи кажав дека основ законски за ваков предлог вие немате
туку ја ставивте само така иницијативата. Колку што имам информации, надлежноста за шинтерска служба на јавното предпријатие Комуналец е одземена. Предпоставувам ја одзел некој надлежен орган, така државен надлежен орган, некој. Агенција за храна и ветеринарство, предпоставувам. Сигурно во тоа решение или одлука или било што за одземање на надлежноста стојат и причините. Значи не знам са директорот дали го има видено тоа. Јас го немам. Не знам, може вие го имате видено. Може има некои други законски пречки, затоа кажувам, нека се видат сите работи, да видиме до кај. Не реков дека не може. Реков дека со оваа одлука може после да се повика овде директорот, еве нејки сега Комуналец, нејки директорот, нејки не знам кој, и затоа нема шинтерска служба. Значи затоа реков да не правиме дневно политички поени од ова. Тоа повикав на разум само, не на. Благодарам. Благодарам. Прашање дополнителни? Во ред, долку нема, одиме кон Повели Кире. Сакам да прашам директорот дали Комуналец bta.com.mk официјалната веб страна на јавното предпријатие. Дали тоа, директор, е вашата официјална веб страна? Добро, да. Оти тука во неја читаме нешто што сега го зборуваме. Сега ќе ви прочитам во дел на сектор комунална хигиена. Покрај станатите работи пише фаќање на куќи на скитници и нивно згрижување. И тука долу има слики од стационарот што беше во зоолошката градина. И мислам, ако имате некоја грешка или ако немате таква веќе дејност, треба тука да ве тргните да избришите од официјалната страна. Или ако имате по било кој основ ја одземе на вас лиценцата или не знам по која причина вие сте ја укинале шинтерската служба, значи добро би било да ја обновите. Значи се додека се надлежностите не преминат во новиот стационар што го планира општина Битола да го изгради. Значи ние мораме во овој период некако да преземиме некои мерки заради сите случувања што ги имавме и деновиве и во претходните години во општина Битола од каснување на куќина. Значи не е ништо страшно, не е ништо лошо, единствено да излеземе во пресрет на граѓаните на општина Битола. Фала ви. Благодарам, Кире. Дополнителни прашања дали има? Во ред, долку нема, одиме кон втората точка, иницијатива до ЈПП и ЛП за изготвување на проект за 50 хуманитарни паркинг места. Предлагач беше, сакате може да образложите. Благодарам, председателе. Почитувани советници, почитувани присутни. Сакам да ја појаснам нашата иницијатива како би се одвивала во иднина. Овие 50 на паркинг места што ги бараме ќе бидат од хуманитарен аспект, односно хуманитарни паркинг места за сите граѓани. Овие места ќе бидат обележани со црвена боја. Можам да ви ги имам направено неколку примероци како би изгледале. Исто и по наша иницијатива беше изгласана и во Неготино. Ова е таблата која ќе стои. Значи ќе бидат обележени со црвена боја, како што и во другите градови и добро препознатливи. Значи овие места би биле групно распределени на неколку локации на градот, а пред нив ќе биде поставена црвена табла со истиот број само различна зона. Значи овие хуманитарни паркинг места ќе ги користат сите граѓани, односно кога ќе паркираат на хуманитарен простор и пратат порака на бројот на дадената табла и зона, средствата ќе се собираат во ставка социјални бенефиции од буџетот на општина Битола, каде што истите ќе се пренаменуваат спрема потребите, односно помош за ранливи категории,
болнички трошоци, операции во странство и државата и ред други работи. Значи се надевам доколку ова иницијатива биде изгласана, еве предлагам да се направи едно работно тело од сите советнички групи, заедно со градоначалникот, со директорот на паркинзи, со неговиот управен одбор и заедно би се дискутирало на оваа тема и да се изнајде заедничко решение. Благодарам. Благодарам. Прашање дали има по однос на оваа точка? Нема прашање, добро, јас имам едно прашање. Овие 50 паркинг места имате во кои зони би се распределиле А зона, А7, А... И то во работното тело би се дискутирало. Вака. Во два наврати со директорот на паркинзи имавме разговор околу оваа тема. Еднаш и со градоначалникот, значи тие ја поздравија ова иницијатива и има простор да се обележат паркинг места, ете 50 на ние првично кажуваме, може и ќе се коригира сепак со работното тело и нема никакви потешки финансиски импликации за јавното претпријатие паркинзи. Неколку локации, Битола има моментално се 1300 функционални паркинг места од 1500, така да мислам дека нема да представува проблем заеднички да ги таргетираме просторите на повеќе локации и да обезбедиме вакви паркинг места. Во ред. Ја поздравувам и ние оваа иницијатива. Дополнителни прашања дали има? Во ред, долку нема, одиме кон гласање. Првата точка беше одлука за враќање во функција на шинтерска служба во рамките на ЈП Комуналец Битола. Кој е за? Едногласно. Втора точка, иницијатива до ЈПП за изготвување на проект за 50 хуманитарни паркинг места. Кој е за? Едногласно. Ви благодарам со оглед на тоа што дневниот ред исцрпен, затворам седницата.